во однос на импозантните 3,8 од 100 раст на третиот квартал, но ако ги погледнеме бројките во позадина, доаѓаат од раст на бруто инвестициите, градежништвото кој учествува со раст од 21% рекордни, а од друга страна најголем потрошувач државата одново, граѓаните само 0,9%, што укажува на нешто. Предпоставам вие одговорот е кај вас, дали е тоа инфлацијата или што се крие за овие бројки, и буџетот ни го полна градежништвото, ни го празни државата и така натаму ние сме постојано во тој матичен круг. Имате ли одговор на овие состојби? Ако и погледнеме останатите компоненти на растот, кажавте вие, личната потрошувачка скоро да нема раст, 0,9% раст на личната потрошувачка, и тоа не чуди, затоа што платите во државата стагнираат. Платите во Македонија, ако земете просечната плата во државата, од април до сега, од последниот податок е октомври, стои на околу 45.500 денари. Значи не е воопшто зголемена просечната плата, а ако видиме трошоците за живот, минималната потрошувачка кошница, например, што објавува синдикатот, од април до сега е зголемена за околу 2000 денари или 2500 денари, така нешто. Така што ние имаме реално намалување на платите за околу 2000 денари на таа некоја си просечна плата. И нормално дека во таква ситуација нема да имаме раст на потрошувачката. И оно што уште позагрижувачки е дека ако не се променат состојбите, ако нема раст на платите во блиска иднина, не само што потрошувачката нема многу да расте, туку многу скоро може да отиде и во негатива, може да почне да паѓа, што понатаму негативно ќе се одрази на вкупниот раст на БДП. Така што тоа е нешто на што владата исто така мора да обрне внимание и уште еден аргумент во прилог на тоа дека мора да има покачување на платите. И третото што го начнавте вие, јавната потрошувачка, да, таа има раст околу 6% во третиот квартал, повторно е тоа поради локалните избори. Секогаш кога има локални избори, било какви избори во било која држава, не само Македонија, владите трошат. И тоа го креа БДП-то, и тоа прави да имаме некаков си раст од 3,8%. Повторно тоа ќе заврши. Во четвртиот квартал веќе тоа нема да биде тука затоа што изборите помина, што значи дека повторно можеме да очекуваме дека ќе има забавување на растот. 3 пати ни е поголем увозот од извозот. Па да, низ бројки 3,4 со 9,1 нешто. Да, увозот расте затоа што расте градежништвото, ние немаме градежни материјали во државата, мораме да ги увезуваме тие работи и затоа расте увозот, нема тука никаква дилема. Она што повеќе загрижува е на тоа што нема некој голем раст. Да, тоа не е ни пат, точно, не е страшно, ама не е сјајно. Раст на извозот околу 3%, не е нешто спектакуларно и тоа повторно се движи, тоа повторно се дължи на тоа што имаме ние забавување во глобалната економија. Значи имаме целиот свет е во некоја, не можеби тоа рецесија, ама некоја состојба во која што сите се во некој исчекување. Имаме голема политичка неизвестност на секаде во светот. Значи ли сублимирано се тоа што го говориш, дека мораме паралелно со растот да ја намалуваме и инфлацијата? Бидејќи ние постојано ќе бидеме во тој магичен круг кој инфлацијата ќе ни го јаде, подјадува растот. А растот на БДП на обичниот човек ништо не му значи. На обичниот човек му значи колку е неговата плата, какви се цените, а едното и другото нема ништо позитивно тука. Платите стојат, а цените растат. Така што тоа е оно што најмногу е најлошо од целата оваа ситуација, што имаме на некој начин Потемкиново село. Имаме некои си паравани тука, сјајно, све растово она, кога ќе ги тргнете параваните, гледате дека сиромаши, гледате дека е бела. Гледате дека се уште 20% од населението ќе биде во сиромаштија, гледате дека се уште скоро пол од населението ќе ви каже дека тешко трпи крај со крај. Во таква ситуација вие да се фалите дека имате фантастичен раст, дека се трети во Европа, не само што не е сериозно, туку на некој начин е безчувствително. Покажува дека политичарите не се свесни за проблемите на обичните луѓе. Политичарите треба да покажат малку, можеби не скромност, можеби премногу амбициозно да очекуваме скромност од политичарите, ама барем некое сочувство со обичните луѓе да ги разберат нивните проблеми. Ако викате ние сме трети во Европа, а ви имате пол од населението ви гладови или одвајвари со крај, не можете, вие покажувате дека апсолутно не се свесни за нивните проблеми.